Зошто плачеш секој декември? Како да ги преживееш празниците, без да влезеш во тага, жалост и чувство на празнина? Некои луѓе ги слават празниците, а другите ги преживуваат. Ако секоја нова година ти се чини како бран кој што те поклопува и те повлекува надолу, тогаш видеово е за тебе. Во видеово ќе споделам систем од неколку чекори како брзо да излезеш и да ја видиш реалната слика која што повеќето луѓе ја чувствуваат. Празниците доаѓаат со очекувања, поврзано со другите, чувство на топлина. Но ова е само едно филмско сценарио. Реалноста е сосема друга. Некои од нас оваа година им се случија неуспешни работи. На некои од нас им се случија загуби. Некои луѓе не се повеќе со нас. Некои семејства се само на фотографиите, а во реалноста се разделени. Многу луѓе чувствуваат чуден притисок дека мораат да глумат некоја среќа, додека во себе си тивко се кршат. Чекор број 1 за излез. Дај си точен назив на вистина како ти е. Што е тоа што на вистина го чувствуваш? Не заради тоа за да ја скршиш маската, туку да ја прекинеш, да ја возиш совршената илузија која што ние вообичаено ја покажуваме пред другите, бидејќи возење на совршена илузија дека сме окей, всушност ја засилува тагата. Многу луѓе во овој период чувствуваат одредена тежина. Јас како хипнотерапевт и практичар на повеќе методи имам прилика да навлезам во многу души, во многу тежини, во многу реалности и во многу вистини. Тежините загубите и она што кога ќе дојде декември повлекуваме некоја линија како сме ја поминале годината, некако човековиот мозок е често насочен да ги гледа само негативните работи и постојано да ги заборава убавите работи. Едноставно убавите работи како да се подразбираат, како да чувството за благодарност за она што го имаме, како да е неважно. Но моментот кога ќе го изгубиме она што го имаме, се додава во оној контейнер кај што ги ставаме сите неуспеси и загуби. Но може би ова ти звучи декларативно. Но само дај за момент малку фокус. Што е тоа што веќе го имаш? Човековиот мозок е направен во вид на софтвер за преживување и ништо повеќе. Едноставно, човековиот ум не е подесен за да придонесе убавина во твојот живот. Нашиот ум се развивал долги милениуми, но најчесто бил приморан да гледа како да преживее и како да се извлече од стресни и тешки ситуации. Сега сме во период кога човештвото учи како да си го унапреди својот живот. Затоа и сите овие видеа кои што ги споделувам со тебе. Едноставно да сватиш зашто е твојот ум наменет и како сам или како сама ти да го репрограмираш, да го насочиш да се унапреди она што веќе го имаш. Но да се вратиме на предновогодишната меланхолија. Некако овој збор се изгуби помеѓу луѓето. Луѓето дефинираат директно дека станува збор за депресија. Секако дека имаме нијанси на расположенија и треба точно да ги дефинираме. Предновогодишната меланхолија се јавува пред празниците, за време на празниците, а особено после празниците. Треба да бидеме свесни дека едноставно нашите очекувања се преголеми. И ова е точно вториот чекор. Прекини да очекуваш новогодишна магија и дозволи си
да создадеш мир наместо форсирана среќа. И првата вежба од чекор број 2. Кажи си на себе си. Кога ќе кажам кажи си на себе си, тоа значи буквално да се програмираш себе си со едноставна реалност. Кажи си на себе си. Ја пуштам фантазијата дека празниците мора да се срекни. Го ослободувам притисокот да глумам радост. Одбирам мир наместо да се споредувам со други. Овие реченици предизвикуваат баш така наречена магија. Едноставно маската ќе го намали својот интензитет, а ти ќе дадеш на твојата душа право да ја почувствува твојата автентичност. Кога ќе се намали разликата помеѓу твојата маска и како ти навистина се чувствуваш, ќе се намали општата тензија во твојот организам. Едноставно ќе си дадеш право да бидеш вистинската ти и твоето автентично расположение да излезе што е навистина олеснително и ослободувачки за тебе. И да бидеме искрени, повеќето семејства не се како на рекламите. Повеќе наликуваат на реалити шоу. Затоа очекувањата да бидат на минимум. Бидејќи токму преголемите очекувања ја интензивираат меланхолијата, тагата, чувството на празнина. Но што точно да правиш кога ќе те удри силно чувство на тага? Потребни се точни инструкции како да излеземе од тоа. Те молам фокусирај се на следниве инструкции, бидејќи ќе бидат од огромно значење за тебе. Знам дека следниве реченици многумина од вас лесно ќе ги совладаат и ќе научат техника која што ќе ги изведи инстантно од чувството на тага. Моментот кога ќе удри тагата во овој период, убаво би било да прекинат мислите, едноставно да ги исечеш мислите за минатото и за иднината. И да се поставиш себе си во сегашниот момент. Моментот кога ќе се центрираме себе си дека само овој ден постои, само овој момент постои, ќе прекине апсолутно било каква можност за влесна тага, било каква можност за влесна анксиозност, било каква можност за чувство на немир. Едноставно кога во телото ќе осетиш дека буквално те преплавуваат чувства, сети се на овие инструкции да останеш во сегашниот момент. Што се случува денес? Значи, дали денес имам страф од иднината? Дали денес се обидувам да ги враќам спомените од минатото? Подобро да се сетам што е денес и што добро се случи денес. Значи, едноставно центрирање само и само во сегашниот момент. Тоа овозможува на нашиот ум моментална инстантна промена и прекин, едноставно прекин на тие негативни мисли. Моментот кога ќе се центрираме во сегашниот момент, започнуваат нов тек на мисли. Се отвара некој друг фронт. Се отвараат, буквално се менува вибрацијата во твоето тело, автоматски привлекуваш поинакви мисли. Доаѓаат други идеи, едноставно се позиционираш сосема поинаку. Би сакала да запомниш оваа техника, убаво би било тие што ме следите и да си ја запишат на некој лист, бидејќи секое запишување, значи употреба на нашата рака, директно поврзува со потсвест и прави репрограмирање. Секако морам да кажам дека слушање на одредени песни, гледање на некои стари слики, разговарање, кукање, обвинување други, осудување предизвикува да вас ви се спушти вибрацијата и да започнат повторно тие мисли од минатото и стравот од иднината. Значи малку е пообемна темата, но сега споделувам она точно како ти да почнеш, па подосна во следните видеа јас постојано објаснувам како се тоа да се дополни. Чекор 4. Одбери ресурсна личност или ресурсни личности со кои што ќе се поврзуваш.
Внимателно селектирај со кои личности поминуваш време. Внимавај што тие личности споделуваат со тебе. И внимавај како се чувствуваш после разговорот со одредени личности. Ова е едно од најважните нешта во животот, бидејќи многу е важно во чие присуство и со какви личности и каков им е животот на тие личности со кои што ти се дружиш. Гледај за време на празниците да се поврзеш со личности кои што не се во постојана тага или во постојан страв од иднината. Некако обиди се да се поврзеш со некои луѓе кои што прават активности кои што тебе ти се допаѓаат. Можеби во моментот немаш таков социјален круг, но верувај, ова е основното нешто за твојот систем на расудување да биде во одлична форма. Чекор 5. Обиди се за време на празниците да донесеш одлука што ќе отпуштиш оваа година. Кои се оние 3 работи кои што повеќе нема да ги правиш? Кои се оние навики кои што едноставно те носат во пораз? Кој е она секојдневие кое што тебе ти е празно, неисполнето, а може да се замени твоето слободно време со нешто корисно? За сите вас кои што постојано велите немам време, да знаете дека тоа е најголемата лага. Треба да се види кои ви се тие бескорисни активности кои што ги правите со саати. Што да се вметне наместо тоа? И вториот дел од оваа вежба е кои 3 работи ќе бидат во фокус за да ги повикаш во твојот живот. Скоро во повеќето мои видеа постојано повторувам дека ако не си го градиш животот, тој ќе биде по случајност, односно народот тоа го вика судбина. Мислам дека ти е доста од случајности и дека ќе земеш на вистина одговорно да го градиш твојот живот, бидејќи друг тоа за тебе тешко дека ќе го направи. Должност е на секој од нас да бидеме 100% одговорни. 100% одговорни за нашиот живот. Ако овој декември ти е тежок, запомни, не си сама, не паѓаш, ти си само човек. А да бидеш човечна за време на празниците е најтешката задача на планетава Земја. Но еве тука си. Растеш, еволуираш, се трудиш, напредуваш. И на тебе останува задачата да ја оформиш следната година. Во следното видео ќе споделам точни инструкции како да ја дизајнираш твојата најдобра година, односно 2026 година. Се гледаме во следното видео.